Почитувани гледачи, уште еднаш добро вечер, добре дојдовте. Ова е вториот дел од емисијата Јади бурек на ТВ Сонце. На линија веќе го имаме почитуваниот доктор Жарко Христовски од Ачибадем Систина. Докторе, добро вечер и благодарам што сте дел од емисијата вечерва. Како сте? Добро вечер, Јанко. Благодарам на поканата да гостувам во вашата емисија. Благодарам за прашањето како сум добар и се надевам дека сте вие и вашите гледачи добри. Да. Го прошетавте чао, денеска малку пред емисија. Па јас малку вечерва, пошто имав малку проблем со некаква конекција, го оставив малку друг да го прошета. Значи го прошета газдарицата, а инаку секоја вечер и секој ден 2 пати до 3 пати дневно со мене се дружи навистина релаксирачки, огромен релаксирачки момент во услови на зголемен стрес и од состојбата, и од полицискиот час, и од секојдневната работа. Не би било лошо ако можете да го викнете во тек на емисија до крај да го видиме. Им реков на гледачите, ако е возможно, ако не, во ред. Ќе се обидам. Добро, супер. Ќе биде прекрасно. Ако ви е телевизорот уклучен, ја би ве замолил тонот од телевизорот да го стишите заради повратна спрега, да нема. Исклучен е тонот, добро. Вклучен е телевизорот, меѓутоа исклучен е тонот. Ачибадем Систина набави 15.000 тестови за COVID-19 тестирање. Може ли малку подетално? Зошто толку многу и дали е тоа доволно? И каков тест е ова? И има ли разлика меѓу различните тестови кои сега циркулираат? Имам забуна и немам јасна слика што е се. Преска мислам дека ме представивте и добар дел од гледачите ме познаваат како кардиолог и јас ќе зборувам од аспект на кардиолог кој што е вклучен во организацијскиот дел на работата во институцијата во која што работам, која што по дефиниција представува една високо организирана и општествено одговорна компанија која што пружа здравствени услуги, меѓутоа има и голем степен на општествена одговорност и наоѓајќи се во една состојба на воредна состојба во општеството и висок здравствен ризик кој што го нарушува секојдневното живење на нашето општество, менаџментот на болницата во согласност со препораките на Светската здравствена организација превзема многу мерки кои што би го покачиле пред се нивото на здравствени услуги, меѓутоа и безбедност на нашето население и на своите вработени. Значи, размислувајќи на темата и следејќи ги препораките кои што доаѓаат од Светската здравствена организација, за што поопсеопфатен третман и тестирање на населението за изградување на една здрава стратегија која што на долг рок би дала квалитетно лекување и квалитетна превенција пред се, преземавме мерки не за 15.000, него за многу поголем број на така наречени брзи рапид тестови, кои што се всушност серолошки тестови кои што испитуваат ниво и тип на антитела. Значи, во суштина се работи за два различни типови на тестови. Тестови директни, кои што ги применува Институтот за јавно здравје и уште многу други институции, што е сосема коректно, кои што испитуваат одредени делови на синџирот, на рибонуклеинската киселина на вирусот. И овие тестови кои што практично го анализираат одговорот на нашето тело на присуството на вирусот и контактот со вирусот. Во што се состои дилемата, забуната и евентуално одредени дилеми кои што се појавуваат на кој начин би требало да се воспостави тестирањето. Денеска сме сведоци на најавата на тестирање масовно во Дебарската општина на околу 20.000 испитаници, тоест население, кое што би требало преку серолошки тестови да се докаже постоењето на антитела кај тие лица. На долгорочната национална стратегија како треба да се води понатамошното нормализирање на општествените услови, условите за работа и нормално живење, исклучително важна информација е и ќе биде во иднина, посебно во иднина, присуството на антитела луѓето кои што биле во контакт со вирусот. Прашање, докторе. Повелите. Присуството на антитела кај одредена личност, кај човек, значи дека е болен, дека ја преболел и развил имунитет или дека е само носител на вирусот?
Присуството на антитела не значи воопшто присуство на болест. Токму присуството на два типа на антитела во тие рапид или брзи тестови би требало да селектира од прилика во кое време сме се сретнале со вирусот. Може да развиеме антитела, и тоа е идејата при вакцинирањето на населението, да створите антитела со атенуирани вируси, кои што понатака ќе спречат сериозно заболување. Значи, интенцијата на здравствениот систем е што помал процент на населението кое што дошло во контакт со вирусот да биде заболено, поготово од сериозен облик на болест. Тоа значи дека идејата да се вакцинира населението произлегува од можност да се створат антитела. Како што знаеме, во услови на инфлуенца, значи она што за нас грипот е стана секојдневна болест, бара, бидејќи создава краткотраен имунитет, давање на специфична вакцина која што се дава сезонски. Значи би требало во понатамошните напори на сите фармацеутски компании кои што се бават со создавање на вакцина за COVID-19 да се анализира практично успешноста во создавање на антитела. Нашиот рапид тест, како и впрочем и другите рапид тестови кои што се користат во многу други земји, не само кај нас, и не ова инвенција на нашата болница, ние всушност само применуваме нешто што се користи на многу други во други многу општества, е употреба на тест кој што ќе утврди постоење на IgM антитела и IgG антитела. Порано се создаваат IgM антителата и во услови на постоење на IgM антитела се смета дека постојат поголеми предуслови да во телото се уште циркулира вирусот или да тоа прилика во преносен смисол значи дека пациентот се уште теоретски и практично може да е вирулентен или да е преносител на болест. Од друг аспект, PCR или директните тестови кои што се применуваат исто, и ние сме единствена институција во оваа држава која што ги има и тие директни и индиректни тестови и ги користиме во секојдневната пракса и ни користат меѓу останатото за превенирање на ширење на болеста внатре во институцијата. Ние практично воспоставивме протокол на контролирање на влезот на пациентите во нашата болница, едноставно собирајќи ги резултатите од тие директни тестови и резултатите од овие брзи серолошки тестови, добиваме една малце појасна представа каде отприлика се наоѓа во имунолошки систем нашиот пациент, дали е опасен, дали би требало да се следи изолација или понатака да бара помош на клиниката за инфективни болести околу третманот, нормално со дополнителни испитувања кои што представуваат анализа на клиничката слика, радиолошките испитувања и така натаму. Различните резултати од тестови имаше дека луѓе што се тестирале еднаш им дало негативно, после позитивно, па позитивно, негативно. Зошто тоа се случува и дали се случува или што е работата? Не дали се случува и то многу често се случува. И зошто? Сепак, меѓу останатото, енигмата на овој вирус и на ова заболување е токму во тоа што се работи за една веројатно мутација или постоење на нов тип на вирус, кој што без разлика дали се работи за оние теории на заговор дека е продукт на некоја си лабораториско исследување или уште понатамошни теории на заговор за некаков си тип на специјална војна, или е сосема случајно создаден тип на вирус кој што претходно не бил доволно вирулентен, се уште представува, и заради тоа и нема вакцина, представува една голема загадка за испитувачите и создавачите на вакцината. Значи, прашањето кога анализирате зошто кај еден пациент се појавува во еден ист тест, зборуваме за директни тестови, една контроверза да имате позитивен и негативен резултат и веројатно во досегашните многу интервјуа кои што беа од еминентни наши професори, микробиолози, епидемиолози, вирусолози, кои што дадоа една прилично добар пресек и достапен за разбирање на обичниот граѓани, представуваат неколку можности, возможности кои што би можеле да бидат јасно објаснување зашто некогаш се позитивни, па негативни, па повторно позитивни тестовите. Едната можност е кај директните тестови некоректното или неправилното земање на материјалот. Тогаш ќе даде Тоа е бриз. Брисот кој што се зема од задниот зид на ждрелот и од носот, кој што би требало да прикаже постоење на вирус. Тоа е со чепче, да им објасниме наједноставно,
тестот не е боцкање крв, туку е земање бриз од грлото со она како, да речеме, една подолга чепкалка за уши. За уши, токму така. И Сега од прашањето е дали тој значи и каде е она што се појавува како една дилема кај луѓето. Дали навистина секој позитивен пациент кој што носи вирус е болен? Не, апсолутно не. Позитивниот тест значи дека пациентот има вирус во своето ждрело или во носната слузница, што апсолутно не мора да значи дека ќе се разболи и ќе има манифестна болест и ќе биде сериозно болен. Значи потреба од изолација, заради тоа што кај одреден број на пациенти, кај одреден број на испитаници кои што имаат позитивен тест, ќе видиме после известно време дека воопшто не се пробудил имуниот систем. Значи тие не биле во реален контакт, бидејќи многу често во нашата слузница ќе најдеме многу вируси и бактерии кои што стојат како сапрофити. Секако значи потреба од изолација. Ова ми е забуната, се извинувам што ви влегувам во збор. Ние со тестовите не го детектираме директно вирусот со овој тест. Со овој PCR директен тест го детектираме постоењето на вирусот. Тоест 2 до 3 ланци, зависи од кој тип на директен тест, од неговата рибонуклеинска киселина како постоење, и тоа би требало не го детектираме. Добро. Го детектираме дека постои вирус. Добро. Меѓутоа, заболувањето се детектира преку анализа на клиничката слика, постоење на знаци за афекција на горно-респираторниот и долно-респираторниот тракт, постоење на пневмонија, најчесто и од тоа најчесто умират пациентите, или афекција на другите системи. Се повеќе има докази дека овој вирус многу повеќе од она што претходно претпоставувавме го напаѓа и другиот систем, поточно кардиоваскуларниот систем преку презентација со воспаление на срцевиот мускул, со тешки оштетувања, и се повеќе се шири клиничката слика која што е предмет за истражување и лекување на овие пациенти, тоест на кој начин би требало да се лекуваат пациентите, и се повеќе се појавуваат мислители, доктори кои што размислуваат дали на вистина само респираторите се одговор на лекувањето, бидејќи респираторот практично всушност и представува овозможување на подобра размена на гасови до ниво на алвеоли. Поточно ги помага дишните патишта. Многу понапредни начини на лекување кои што се недостапни за толку широк број на потенцијално заразени луѓе, и тоа е всушност и идејата на оваа изолација, тоа е да се намали пикот и експоненцијалниот раст на бројот на заболени. Во начинот на размислување и лекување постојат уште многу понапредни начини на лекување кои што се недостапни за масовна примена. Тоа значи екстракорпорална мембранска оксигенација, можеби некој слушнал ЕКМО како скратеница, која што во одреден број на пациенти може да представува исклучително успешен начин. Што е тоа вака на кирилица? На кирилица значи дека она што во тек на бајпас операција го прави кардиохирургот, го пренесува крвотокот од белите дробови кон вештачка циркулација со оксигенација, значи вештачки апарат на срце и бели дробови. Ова се применува кај пациенти кои што имаат длабоко нарушување на респираторната функција и практично надвор од телото се врши оксигенација на крвта и се враќа во телото и се овозможува да се пролонгира, тоа е да се овозможи класично добро успешно лекување на белите дробови. Ова Систина може да го изведе? И Систина има апарат за екстракорпорална мембранска оксигенација, меѓутоа во услови на епидемија представува илузија да размислувате на начин на лекување со екстракорпорална, бидејќи тоа ќе го примените кај еден пациент и тоа ќе трае долго. Да, тоа е една машина, да речеме, добро. Точно така. И во многу напреднати системи, значи посветувањето на еден пациент кој што има големо заседање на кардиоваскуларниот систем е во ред, меѓутоа што да правиме со илјадниците пациенти? Така, не етички е, тоа веќе е етичко прашање, не техничко. Токму така и возможноста на системот, значи прашањето, ако забележавте некои земји можеби изгледа сурово, меѓутоа кога анализирате здравствен систем, мора да размислувате за целата популација. Дури за сите беше малце, нели, Шведска високо развиена социјална држава, моќна и во здравствени, во економски. Пушти да се шири масовно и едноставно. И од друг аспект, над 80 години прочитавме дека во одредени болници воопшто нема достап пациентите до респиратори. Значи бројот на респиратори не е проблем само на нашата држава. Така. Значи проблем е општо, меѓутоа јас уште малку од аспект на доктор, некош многу често меѓу своите колеги разговараме, масовната набавка на респиратори изгледа многу атрактивно, многу интересно,
Меѓутоа, од друг аспект, моќта да се водат соодветно тие респиратори во соодветните установи, колку сме екипирани, начинот на можна компликација од поставување на асистирана вентилација во услови кога немате доволно едуциран, трениран персонал кој што ќе го води тој пациент, навистина прави некојаш добра представа, да, тоа интересно изгледа аспект на политичарите, набавуваме многу респиратори, меѓутоа интересно изгледа аспект на пациентите, меѓутоа за професионалците буди многу дилеми и прашања, дали навистина тоа е вистинскиот одговор. Се уште во лекувањето на пневмонијата како третман, дискутабилно е колку и како може успешно да се лекува. Навистина треба исклучително добро квалификуван и едуциран персонал, доктори, пред се анестезиолози кои што ќе водат добро респираторната машина, бидејќи оштетувањето на ниво на местото кај што се алвеоларното ниво, кај што се разменуваат гасовите, е основата на пневмонијата. Во услови на бронхитис и оштетување на дишните патишта, да, респираторот, вентилаторот поточно е вистинскиот одговор. Меѓутоа, на ниво на размена на гасови не може да очекувате дека машината која што игра со притисоците и миксот на гасови може да го помогне оној процес на размена. Исто така разбрав дека еднаш штом го ставите на респиратор, недела денат после треба да го вратите за да почнат белите дробови сами да не е тоа туку така едноставно. Апсолутно не, поготово во услови да сериозна воспалителна лезија, оштетување на белите дробови, кое што практично се обидувате да купите време, тоест лековите да делуваат. Што е спорно во дадена ситуација? Сите третмани кои што се применуваат во лекувањето на COVID инфекцијата се недокажани. Значи, обидот да се лекува со хлорокин и со азитромицин како нешто што покажало квалитетни резултати, не е начин на лекување кој што универзално се применува и далеку е од каузалниот, бидејќи виростатици има кои што се докажуваат, меѓутоа класично добро лекување на вирусите се уште е нешто што ќе го чекаме како квалитетен третман во иднината. Така да аспектот на лекување на пациентите кои што имаат висок ризик или се веќе носители или болни од оваа инфекција, би требало паралелно да го завземат вниманието што со придружните болести, бидејќи како што добро знаеме сите, главните жртви со највисока смртност е практично популацијата над 60, над 70 и во различни земји над 80 години. И во Италија, која што веројатно беше и се уште е земја која што најмногу настрада од оваа инфекција, една од спецификите е старото население. Значи, практично го зафати оној дел од Италија кој што последните 20 години по статистиките представува и најстариот дел на Европа и на светот. Така да, затоа и таква драматична е целата состојба. И уште една работа која што може би во куларите, ама мислам дека малку и се погласно го зборуваат и другите луѓе, не само професионалците медицинари. Дали статистиката на висока смртност во одредени регии се однесува токму само на COVID или се однесува на нарушување на комплетниот здравствен систем во услови на пандемија, епидемија, тип на степен на паника, кој што ги зафаќа. Тоа многу лесно може да се провери, например, ја го провери последниве 4 години првиот квартал, од јануари до април смртноста во Италија колку е. Значи, дури е и намалена. Нам не изгледа драматично, бидејќи скоро секоја смрт, ја и разговарав со доктор Драган Даниловски, тој вика, значи, легитимно е сега скоро секоја смрт, бидејќи да ја потпишеш како корона. Бидејќи на крајот на криштата ти не умираш од корона, ти умираш од како хивот. Не умираш ти од хивот, ти умираш од последици. Инфекција, воспаление на бели дробови и така натаму и така натаму. Но ова е веќе една друга теза. Мене знаете сега што ме провоцира? Бидејќи вие како Аџибадем Систина, како болница, сте една од најсовремени и организационо највисоко поставени во регионот. И затоа е причината зошто од поширокиот регион доаѓаат овдека. Знам уште од почетоците дека е поставувана према највисоки стандарди американски болници, Дубај и така натаму. Но вие сте дел и од Аџибадем. И сега во оваа ситуација знам дека вие имате телеконференцинг, дека не работите вие изолирано само, дека имате логистиката на знаењето на сите болници, а Аџибадем Систина е огромен конгломерат од болници, од
една медицински опременост. Вие имате илјадници колеги низ повеќе земји. Ме интересира, какви насоки добивате? Имате ли болни во вашата болница? Како ги третирате? Дали се консултирате со вашите колеги во Турција или во другите земји? Какви искуства разменуваат? Овие ми се работи кои ми се малце непознати. Може би не е во ред да ги поставам овие прашања. Вие знаете што треба да си одговорите и дали треба. Еве нека не биде маркетиншки, меѓутоа JCI стандардот кој што го воспоставивме и уште еднаш добивме стандардизација за највисоките почитување на највисоките безбедности стандарди, се трудиме и во овие услови да го оправдаме. Тоа што подразбира прилика. Значи, како дел од групацијата на Аџибаден болниците, кој што е практично дел од најголемата, втората по големина групација на болници на светско ниво, и Аџибаден групацијата е дел од некоја поголема групација на болници и здравствени установи, ги следи и искуствата, меѓутоа и секојдневните извештаи на светско ниво за добра клиничка пракса и применување на најсовремените методи на превенција, бидејќи нашата мисија е да воспоставиме висок степен на безбедност и за себе како персонал и за нашите клиенти. Меѓу останатото, од самиот почеток на оваа состојба, пред да се воспостави воопшто таа воредна состојба во нашето општество, во нашата држава, ние воспоставивме кризен штаб кој што на дневна основа заседава, следејќи ги препораките на нашето Министерство за здравство и следејќи ги искуствата на големиот број на болници во Турција, бидејќи тоа е многу поголема земја, бидејќи тамо си имаат своја специфика, меѓутоа и тоа како ни користат нивните искуства, така да на дневна основа ги добиваме нивните искуства, нивните препораки и секој тип на асистенција кој што е возможен. Зошто зборувам тоа што е возможен? Знаеме дека сега државите затворени и транспортот на било кој медицински добра е ограничен, да не кажам невозможен. Исто така од аспект на безбедносното ниво на нашите вработени, се трудиме во рамките нормално на оно што е возможно да постигнеме највисоки стандарди за да би можеле да ги заштитиме и нашите пациенти. Нашата болница познато е дека го има едно од најголемите родилишта во нашата држава и секако хирургијата, кардиохирургијата, сите гранки на медицината кои што функционираат внатре би биле невозможни ако почнеме да лекуваме паралелно и пациенти кои што се заболени. Значи ќе падне нивото. Меѓутоа, услови кога сме на располагање на здравствениот систем и на нашето општество, ние ги анализираме и ги подготвуваме сите можни сценарии. Поточно, дел од болницата е веќе подготвен во услови да мора и да треба да постави дел од својот персонал на услуга на пациентите кои што се веќе носители или заболени од COVID-19, да воспостави највисок степен на лекување за сите пациенти кои што кон нас ќе ги упати здравствениот систем на нашата држава. Дали упати до сега? По секојдневна соработка и координација со Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје. Впрочем, и тестирањата се трудиме да бидат за општо добро, не само за интересот на нашите пациенти и на нашиот персонал. Секоја дилема на било кој член од персоналот дека е бил во контакт со некој кој што има потенцијално или е носител на вирус или е заболен, значи изолирање на тој дел од персоналот, тестирање, комплетно тестирање и воспоставување на висок режим на безбедност, бидејќи можеби и беше малку во социјалните мрежи за еден конкретен случај за кој што нормално нема да спомнувам имиња, и дојдовме и ние повикавме да имаме инспекција од епидемиолозите од Институтот за јавно здравје. Значи прашање, имавме контакт во нашиот ургентен центар, бидејќи имаме воспоставена патека на движење и начин на селектирање и скрининг на нашите пациенти. Беше посетена нашата болница од пациент кој што понатаму беше пациент и од нас беше практично и селектиран за клиниката за инфективни болести. Целиот персонал кој што и теоретски можеше да биде во контакт со тој пациент беше истестиран, изолиран, потврден негативно и во нашата болница, и се надевам така ќе остане. Сега за сега немаме утврдено во тие вкрстени тестови
членови на персонал или членови на семејства кои што се одлекуваните пациенти или нашите лекувани пациенти кој што би бил заболен и ги почитуваме сите препораки на Министерството за здравство и ги упатуваме тамо каде што во моментот наменето во лекува. моментов медицинскиот персонал бъдем се стима. Сите сте здрави и немате во моментов да не лекувате никого конкретно од COVID-19. Меѓутоа, знаејќи ја состојбата во државата, подготвени сме за сите можни сценарии. Знам дека го рековте тоа, го изјавивте дека своите капацитети ги нудите на Министерството за здравство. Колкави се тие капацитети? Колку АЧБАДЕМ Систина може да презеде во една ваква пандемија? Бидејќи Министерството за здравство постави и шатори во клиничкиот центар. Да видите вака, бидејќи тие што биле во нашата болница знаат дека практично е создадена нашата болница во градежен смисол од два објекти. Едниот објект, каде што треба да биде интензивната нега специјално наменета за респираторна поддршка пред се и над се, за овие пациенти е веќе подготвен комплетно. Кога зборувам комплетно, навистина ние ги следиме највисоките можни стандарди на безбедност. Тоа е новиот дел што го доизградивте, така? Токму така, тоа е без градата, кој што практично ќе биде во услови на сценарио потенцијално да нашата болница биде на услуга на овие пациенти, отворена за сите нивоа на пациенти кои што имаат заболување од овој тип на вирус и тука подразбира интензивна нега со минимум 15 респираторни машини и со комплетна екипа за поддршка и деловите кои што практично ќе бидат на услуга, вклучително значи секаков тип на безбедност каде што е анализирано и проветрувањето, вентилацијата значи на болницата и климатизацијата каде што не би се мешала на нито едно ниво, дури и за родилиште, значи кога би дошла родилка која што е позитивна, за да би ја изолирале од другиот дел на родилиштето и бебињата, буквално за сите можни сценарии, тука ги користиме искуствата и на нашите партнери од Турција и богатото искуство на медицинскиот тим од нашата болница, кој што навистина е импресивен, бидејќи во болницата работи еден огромен број на не само наврни доктори и професионалци, туку и луѓе кои што имаат исклучително големо искуство во различни. Убаво, вака да ве прекинам во пиаров. Знаете, имате вие кадар кој е потполно обичен, рековте и да донесеме 300 во држава, прашање е на кадар. Како стоите вие со кадар кој ќе ракува со респиратори? Во услови на оваа држава, значи за кадар кој што лекува со респиратори, нескромно ќе кажам сме супериорни во однос на било која друга институција, ме огромен, исклучително добро едуциран тим на анестезиолози, кои што ќе бидат всушност на услуга на државата. Значи делот кој што ќе работи за ковид пациентите ќе биде на услуга на државата. Поточно ќе биде на некој начин координиран од Министерството за здравство. Така, Зошто? нема да работите, тоа го рековте, соло нема да работите, туку во координација во како дел од јавното здравство на цела Македонија. Ние не располагаме со инфектолози, немаме инфектолошки тим и немаме инфектолошки одел. Тоа значи дека ги користиме сите совети и искуства на јавното здравство, Институтот за јавно здравје и сите кои што ќе бидат одредени. Ме радува фактот дека немате заболен кој го третирате, иако нели драматични се овие ситуации, еве не чека сега 85 часовен полициски час и тоа е веќе со доктор Ортаков повторно да правам интервју. Луѓево ќе се мрднат, докторе. Прва работа, совети од вас, кардиолог сте. Имате очигледно, подкован сте за сите овие сегменти, добро знаете, значи комуницирате, имате некоја синергија меѓу вас. Што да правиме? Мислам, не се издржи. Нити можеш да се храниш здраво, колку и да се трудиш. Ти велат вежбај, каде да вежбаш, таман треба да излезеш, врати се. Све некако под некоја пресија те држат по страв и така натаму. Што можеш ти вака човечки како професионалец да им порачаш на луѓето? И после уште едно прашање за тестирањето на крај, но еве совети што да прават еве и здравите и хронично болните во ваква ситуација. А пред сева јас би кажал да искористат инвентивноста и балканската и троштина на луѓето кои што и претходно се снаоѓале, ако прашате како преживуваат луѓето со нашата просечно примање,
Истата приказка од прилика би требало да ја применат сега во услови кога е ограничена слободата на движење. Значи прашањето е, милиарда идеи добија луѓето за онлайн сервиси за било кој начин. Мене ми е интересно дека јога вежбите кои што се нели на спиритуална, да кажам, онлайн функционира. Па нека не биде и се максимално професионално, на некој начин ја окупира, вниманието го окупира на луѓето и на тој начин им помага во одржувањето на баланс. Ние по дефиниција сме високо социјални суштества, поготово балканците кои што бараат типна и тука многу инвентивност има. За викендов јас ги анализирав моите соседи, па не знам јас дека во било кој дел од годината, во било која година од кога сум јас во оваа населба, толку чуралескари како за викендов, како да беше не знам каков пикник, и си најдоа луѓето начин како во склопот на своето семејство да се дружат малку повеќе. Кажи ми сега колку души ти го побараа кучето да ти го шетаат? Па и да, апсолутно, дури го знајмувам. Знаев. Дури искрено на некој им понуди да им направим клишено кученците да се прошетат, пошто многу интересен е сосед сретна, рече па и патен ми е колега. Викам, каде шеташ во времето за прошетка на кучиња сам без куче? Па рече, и ме праша еден полицаец, јас му реков, го барам кучето, ми побегна, пошто не може да издржам се дома. Ме праша, рече, каде одиш, ми побегна кучето, идам по кучето. Значи, прашањето на нашата, да кажам, снаодливост требало да се примени во секој аспект, и во исхраната, и во се. Значи, каква е мојата филозофија? Кога некаде одите по некаква работа да ја завршите, таа е мојата филозофија на тунелот, мора да излезете од тунелот. Сте влегли од тунелот, ама во тунелот сме сите сега. И тоа е некако од психолошки аспект многу полесно. Можноста да комуницирате меѓу себе во семејството, можноста да комуницирате со својот доктор и мора. Тоа го споставивме, патем тоа заборев во пиар, пошто рековте, ајде тоа нека биде во пиар. Она што отприлика во болницата го спостави како стандард на третман, значи онлайн комуникација, ама не само онлайн комуникација која што ќе оди преку таков тип на онлайн комуникација, него и онаа неформална комуникација со својот доктор околу одредени работи, со што би се избегнала посета на болницата, навистина би требало да се применува општо секаде, бидејќи на тој начин им помагате и психолошки. Не секогаш може да одговорите на сите медицински прашања, давајќи совет преку телефон, меѓутоа, ако им дадете малку кураж и ако објасните за некакви си варијации на можните симптоми кога треба да се јави на доктор, би било исклучително корисно и за психолошкиот профил на вашите пациенти кои што утредента повторно и да побараат помош. Меѓутоа, тука би апелирал, и ова го заборавивме од разговорот, дека многу луѓе ги загубија животите од ковид, а всушност изгубија многу животи. Наистина мене ми е малку дегутантно кој ќе кажат наеднаш дома се затворил и умрел од ковид. Не, ковид не убива така. Значи не убива, пневмонијата не се убива за 24 сата. Во ова време е дискутабилно каде наеднаш ги снема мозочните удари, срцевите удари и многу други болести кои што го носеа како врвна патологија нашето население. Ги снема, не се прегледуваат. Навистина тука ќе апелирам јас и на здравствените работници да во себе, кога може би и е разложен стравот, не е безразложен стравот, сите се грижиме за своето здраве и за здравето на нашите семејства, на вистинска на пиедестал треба се стават здравствените работници, меѓутоа и здравствените работници треба да стават својата одговорност во овие услови на максимално високо ниво. Така да во нашата Хипократова заклетва стои дека ние сме во одредени ситуации, дури на штета на своето здравје и на услуга на пациентот, и така треба да остане, мора да остане. Значи во одреден момент треба да размислуваме што со овие пациенти кои што не се третирани како што би требало од објективни причини најмногу. Меѓутоа и да анализираме сценарија, бидејќи ова очигледно не е нешто што поминува за едне 7 дена, 10 дена, туку ова трае и ќе трае уште. И во статистиките колку отприлика за овие 3 месеца, 4 месеца колку што очекуваме да биде овој пик кај нас, каде што се изолирани луѓето, поготоа постарите, ако навлеземе малку во статистиката од минатите години, дури во нашата статистика, која што не е баш нека преголема прецизност нема во нашата статистика, ќе видиме дека бројките кои што треба да страдаат од болестите се вистина импресивни, а сега во моментот никаде ни ги нема, тие се дома затворени. Така да би требало сите, не само здравствените работници, да помогнат на своите соседи во овозможувањето и на соодветно примање на лекови,
без контакт, да им добават како што треба, како преку Црвениот крст или било кои хуманитарни организации, и да им се најдат и од психолошки аспект, бидејќи изолираноста е навистина голем Што ти проблем. збори инстинктот? Уште колку ова ќе трае вака? Па јас мислам дека во јуни месец ние ќе бидеме така, во минато свршено ќе зборуваме за одреден дел од овие најстрашните проблеми. Добро. Меѓутоа, Дали да се тестираме? Дали дали е паметно било кој ќе му дувне, и макар и од параноја, идам да се тестирам устина? Дали е тоа паметно? видите вака сега, кој сакаме да анализираме, повторно идеме преку индивидуален пристап. Зошто? Некои луѓе кои што се обседнати дека се со нешто болни и кога ќе прашат дали да се тестирам медицински и нема оправданост, меѓутоа одредени испитувања кога правиме и во други патологии, не само за ковид, ги правиме и за психолошки мир. Токму тоа што го каже Јанко, значи во моментот човекот е обседнат дека е болен, станува проблем и за себе и за општеството и за семејството, значи почнува да се изолира, што делува на неговото општо здравје. Еден тест кој што може да створи дополнителни дилеми, тука да не се воопшто, значи може да направи обратен ефект. Тоа е мас со две оштрици, да не се лажеме. Тоа епидемиолозите. Оти може и да ти покаже дека имаш корона, а немаш никакви симптоми. И може така да те помине. И многумина, вие како лекари знаете дека многумина се заразиле, а не заболеле. Ние уште не правиме разлика измеѓу заразени и заболени. Постоењето на овие два теста, серолошкиот и директниот тест, тој со земањето со PCR, значи со земањето со Тоа се и со двата риск, теста иона со крв. во систина што ги правите, така? Па не само во систина, тоа се општо прифатени два вида на тестирање на светско ниво. Во укрстувањето на резултатите на IgM и IgG антителата и со директниот тест постоење или непостоење на одредени ланци од вирусот кај одредениот пациент би требало да даде малце појасна представа. Навистина е невозможно и теоретски и практично да го истестирате целото население. Меѓутоа, Дали јас, ако сум прележал, еве, јас се сомневам дека грипот, што мислев дека ми е грип во јануари, по ова све што го слушам, као да сум прележал. И сега може би ми е филм, нели? Но дали после 2-3 месеца, ако се тестирам, ќе ми покаже дека имам антитела, дека сум прележал? Тоа е токму што почнав да зборувам. Епидемиолозите преку постоење на IgG антитела во одредена група на население или во одредена територија од државата анализираат дека тука вирусот поминал, дека тоа население е веќе некако имунизирано, спремно да се врати во нормален живот. Кога ќе сакате да правите стратегија, дали треба да се укине воредната состојба, дали треба животот полека да го враќате во нормала, серолошките тестови, не директните тестови, серолошките тестови ќе добијат многу на значај, бидејќи од оваа болест ќе страдаме на неколку начини. Не е само психолошката страдање, не е само епидемиолошкиот или вирусолошкиот или микробиолошкиот или директното страдање на здравјето, понатаму нашето здравје ќе страда од страдањето на економијата. Значи не може да никако го избегнеме аспектот на здравствениот систем, колку тој ќе пострада, кога ќе падне економијата и на светско и на локално ниво. Значи здравствениот систем се гради на основа на здрава економија и моќна економија. Браво, Колку доктор. е помоќна економијата, толку е помоќен здравствениот систем. Така е. Не може да очекуваме и не може да навиваме слепо за енормно долго продолжување на овие мерки кои што ќе уништат економијата и понатака да очекуваме дека здравствениот систем ќе биде имунизиран сам по себе. Здравствениот систем е жртва, ќе биде жртва на овој вирус, а со тоа и ние. Значи практично идејата да бидеме поагресивни и во тестирањето и во анализирањето на резултатите, меѓу останатото треба да резултира и со побрзо враќање на економијата на нормалните текови, со помалку последици да помине економијата, со самото тоа и здравствениот систем што поскоро да се рехабилитира. Рехабилитирањето на здравствениот систем ќе ни го на некој начин редуцира морталитетот кој што е досадниот морталитет. Досадниот морталитет подразбира немање на соодветни услови за лекување на населението и сега кој ќе погледнеме после 10 години наназад, кога ќе прашаме колку луѓе изгубивме од ковид, ќе анализираме да од ковид ќе бидат и тие изгубени, меѓутоа добар дел од нив ќе бидат изгубени од растурање на здравствениот систем заради растурање на економската состојба во државата. Во било која држава, не само во нашата.
Ја немам прашања, еве во овие 60 на минути, мислам дека дадовте навистина многу одговори, предпоставам што ги интересираат. Уште, јас, Да, без повели? 1 минута. Една минута, ама викни го чао чао. Да, го качев на горниот спрат, иначе ќе досега. Госпожа, симнете го чао чао. Чао чао да симне доле. Многу е љубоморен кој ме дружи некој. Значи, Јанко, она што сакав да поентирам, значи лековите кои што беа на некој начин ставени под дискусија дали смее да се примаат, поготово за лекови кои што се широко применети. Тоа се лекови за лекување на хипертензија како една од најфреквентните, можеби најфреквентната болест во човештвото. И другите лекови кои што ги применуваат кардијалните срцевите болни и кои што беа ставени под дискусија, дали треба, имавме многу јавувања, кои што кажува како да правиме. Тоа значи дека извинувам. Значи, Повторете ја последната реченица, имаше краток прекин. Краток прекин имаше уклучување на телефонот, се извинувам. Значи прашањето. Многу пациенти поставуваа прашање дали треба да се коригира. Врати го, окей. Докторе, се извинувам, повторете ја реченицата. Значи, имавме многу јавувања и дилеми кои што бараа одговори дали треба да се коригира терапијата за покачен крвен притисок, дали треба да се прекине терапијата за срце. Многу студии и нашите здруженија укажуваа на грешката која што е направена, која што може да има многу страна лош ефект на општото преживување. Или да бидам најпрецизен и наједноставен во препораката. Лековите кои што редовно се препишани за лекување на хроничните состои, поготово за кардијалните болести, смее да се менуваат само по претходна консултација со соодветниот доктор. Поточно, сите лекови кои што се за покачен притисок, тие што читале малку повеќе, не само преку доктор Google, ACE инхибитори или инхибитори на ангиотензин конвертирачкиот ензим, не се лекови кои што треба да се прекинат без оглед на контроверзите што во одредени кругови се појавуваат околу механизмот на нивното дејство и механизмот на кој што вирусот го напаѓа телото. Значи сега за сега не смеат да се прекинуваат, земајте ги своите лекови, земајте квалитетна храна, обидувајте се да преку изложување на, бидејќи не е забрането да се изложи човек на сонце, далеку од тоа, јас не се согласувам со изолацијата дома, тоа е мој личен став, излегувањето надвор, меѓутоа со избегнувањето на социјалните контакти, според мене, не е само психолошкиот ефект, не постои вирус кој што би го обожал таков тип на околина. Значи, така да мислам дека со една рационална и дисциплинирана постапка на човекот кој што ќе излезе во природа, јас сега да ви кажам, секогаш кога ќе можам да излезам во природа и се обидувам да немам премногу социјални контакти, меѓутоа, навистина, не сметам дека тоа негативно ќе делува и на општата епидемиолошка состојба, се согласувам дека се злоупотребува и дека нашиот социјален момент ги надминува оние здравствените аспекти и можеби треба да се внимава, така да во тој аспект се согласувам, али мислам дека секогаш кога може на свеж воздух, да, апсолутно да. И дома да се вежба тоа што може да се вежба. Има милиарда справи кои што може да ги искористите, па дури и импровизација. Докторе, уште еднаш благодарам за вашето гостување. Чао до мене, Јанко, чао до мене, ено седи и гледа во мене. Сврти малце камерата да го видиме, или викни го. Хектор. Не сака не слуша. Леле, ама е убав. Хектор! Мяу! Аха, му го сврте вниманието. Колку е стар? 8 месеци. Душа нема. Цела зграда го шета по 5 пати за тоа. Не, нема другата. Не може да стигнат на ред од мене. Не може да стигнат на ред. Ви благодарам уште еднаш. Лека ноќ и пријатно. И јас благодарам и на тебе, Јанко, и на твоите гледачи. Океј, драги мои пријатели и пријателки, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Утре вечер ќе имаме вака директно вклучување од Соединетите Американски држави
и со еден гостин со кој вчера, минатата недела разговаравме, па ќе се обидам видеоконференцинг, значи двајца гости во исто време и ќе збориме за оно што лекарот го каже, пазите, медицинско лице, економијата. Вие барате здравство, но здравство се базира врз економија, а економијата ја рушиме. Мислам, лудило. А што се случува со економијата? Најбитниот момент за да се издржи оваа криза, утре вечер разговараме со двајца гости, со Јованчо и со Виктор Трифуновски. Лека ноќ и пријатно.